Со 12 гласа за и 5 против, Кавадаречкиот совет денеска го усвои кварталниот извештај за трошењето на општинските пари во вториот квартал од годината. Остварувањето на вкупните приходи по сите основи за периодот од 1 јануари до 30 јуни годинава е во износ од над 281 милион денари во однос на планираните 854 милиони или 32,92% од планираното. Советниците од опозицијата забележаа за слаба реализација на буџетот. Оваа година имавме рекордно планирање на буџетот и рекордот е во небулозноста, во предвидувањата, а причината за такви фикции и занесувања постојаната потреба од пропаганда дека нешто се граде, дека нешто се работи, дека нешто се движи. Но ево она што е лага, кратко може да екзистира, па така и овогодишните лаги за буџетот од 14 милиона евра, а паралелно со тоа и ветување, инвестиции, инфраструктури, вработување преку извештаите, се гледа дека, како и секоја година од кога ВМРО ДПМН е на власт, лагите излегуваат на површина и од сите ветувања нема ништо. Кога станува збор за капиталните приходи и капиталните расходи, тие се на катастрофално ниво. Тоа покажува дека општина Кавадарци ниту ги гради улиците, ниту ги реконструира улиците, ниту ги реконструира објектите кои што се стари и дотрошени, ниту пак гради нови објекти. И тоа една ден граѓаните на град Кавадарци ќе го видат. Но и понатаму, и покрај тоа што не градиме, парите ги насочуваме во непродуктивни трошкови, буџетот на општина Кавадарци се троши на нерационален и недомачински начин. Пари имаме за нови вработувања, можеме да видиме дека и од самиот буџет, од целовкупниот буџет, кој што со завршната сметка ќе биде некаде на околу 8,5 милиона евра, ќе видиме дека 5,5 милиони евра општински пари, тоест народни пари, пари земени од граѓаните, се заплати и за придонеси. Каков е тој развоен буџет? Со тој буџет мислите ли дека општина Кавадарци ќе носиме кон правиот пат, кон развој и раст на општина Кавадарци? Наспроти забелешките од советниците од опозицијата, советникот од ВМРО ДПМН Зоран Јованчев нагласи дека реализацијата на буџетот од околу 33% била добра и затоа тие ќе го поддржале кварталниот извештај. Околу бројките кои што ги изнесува колегите советници од Социјалдемократскиот сојуз, не се сложуваме во целост, бидејќи кварталниот извештај кажува дека на приходната страна реализирањето е 32,92%, значи негде 33%. Исто во толков однос е и расходниот дел, односно во тој процент, 33%. Ние од ВМРО ДПМН ќе гласаме заедно со коалицијата, ќе го гласаме кварталниот извештај позитивно, односно ќе го гласаме со за. Говорницата се искористи за обвинување помеѓу опозицијата и власта за политичко профитирање. Се спомна маката на лозарите и кој бил виновен за продажбата на винаријата Тиквеш. Околу претходните дискутанти, сакам на колегата Бањански да му укажам дека нашата политичка партија е со името ВМРО ДПМН. А тоа, дали нас не е страф од избори, веднаш ќе ви кажам дека не е страф. Ние бевме спремни на 24 април, бевме спремни на 5 јуни и сега сме спремни, че бидеме за 11 овој декември. Спремни. Нас не треба јунак само, во рингот да влезе јунак, не плачковци. Значи ние сакаме на Мегданот јунак со јунак да се избориме, па да видиме. Народот ќе го каже својот глас само на избори. Цело време слушам дека да бидеме во интерес на земјоделците, да бидеме во интерес на граѓаните, очигледно дека никој не работи во интерес на земјоделците. Знаете како се работи? На дело. Па тука имаше организирано Сдруженијето на земјоделците кога станува збор за откупот на овогодишната реколта, организирано средба, трибина на кој што беа присутни и земјоделците и заменици министри и така натаму и винариите. Сите имавме шанса и ситуација да дојдеме, да разговараме. Од тука само користиме говорница дека ние требаше да дојдеме, а не дојдовме. Значи сите, ако сме имале совест, требало да дојдеме тука и да разговараме. Значи така се помага. Не декларативно, него на дело. А околу тоа, дека е доведена ситуацијата за овогодишната берба, овогодишната реколта на производот по кој што е
препознатлив град Кавадац по брендот, по грозјето, е точно дека е доведен. Но сега е ставена во некоја рамка. Имаме ланските цени 11 денари за Смедеревката и 13 денари за Враницата, односно за Картушијата. Сега зошто дојдовме во таква ситуација? Треба да се вратиме малку поназад. Во едно време, кога власта ја практицираше Социјалдемократскиот сојуз, светото место, наше Тиквеш, е дадено, не продадено, е така дадено на олигархот од Социјалдемократскиот сојуз. Доста е веќе од популизам. Па на сите му е доста. Јунак, спомнате и јунак требело од другата страна да има. Но ако бевте ви јунаци, требаше да го испочитувате Пржинскиот договор. Не сами да си објавувате избори, сами да си ги гласате и на крају крајава, ако бевте јунаци, не требаше да одите на аболиција. Па нешто посрамно од обичен човек, а не само на обичен човек, него на функционер, нема отколку да во текот на власта да прифати аболиција. Тоа е нашто. Вие имате власт. Нема никој друг власт. Ви сте одговорни за се. Во делот на конструктивните разговори, во делот на конструктивните дискусии или конструктивност. Конструктивност е ако имаш некоја активност. Ако учествуеш во мегданот, па е да извадиме, ајде, процентуално да видиме колку учествувате ви како советници во дискусиите. Па назад да извадиме 3 години. Конструктивност е ако јавно испаднеш и јавно го кажеш става. Требело да се реше проблемот со лозарите, да се дигнат државните граници. Ами чија работа е тоа? Што работите 9 години ви? Не може ви еден еврокомесар го напаѓате, друг еврокомесар го напаѓате, Европската унија напаѓате, меѓународна заедница напаѓате и сега ќе кажувате приказки че сте ги дигали границите. То треба другите да ви дигнат границите, а ви да направите место за тоа. А за другарот, како го кажа олигархот Свето Јаневски, што бил од СДС, ќе ви кажем една работа. Вие изгледа не знаете историјата на Кавадарци. Тиквеш беше долго време должен 2 милиона марки по основ на камати спрема државата. И донесена е 98 година одлука за отпис на каматите и тоа од страна на владата на Социјалдемократскиот сојуз. Арнова се деси и тогаш несреќа една, како и 2006 година што се деси несреќа, дојде ВМРО на власт и ја укина и одлуката и законот. Провери го законот убаво. А тој и Свето Јаневски, ја нитко го знам, нитко го познам. Ниту па имал некоја членска книжка од СДСМ, ниту па че има. А ви сте па 9 години на власт. Зошто ревизија не му направите? Советниците на денешната седница едногласно донесоа одлука за доделување на книги и останати материјали за неколку училишта во градот. Беше донесен општ акт за населеното место Чемерско, а беа усвоени и измените и дополнувањата на програмите за поставување на урбана опрема и за развој на општината. Се донесоа и неколку урбанистички одлуки. Советот позитивно се изјасни и по правилниците на јавното предпријатие Комуналец за внатрешна организација, систематизација на работните места и за основната плата и додатоците на плата. Со одлука на Советот, за време на стопанско-туристичката и културна манифестација Тиквешки гроздобер, работното време на угостителските објекти се продолжи за 2 часа. Во рамки на денешната седница се даде согласност за зголемување на бројот на деца по воспитни групи за воспитната 2016-2017 година во детската градинка Рада Поцева по барање на градинката. Детската градинка има 5 објекти со капацитет за 560 деца. Во новата воспитна година се опфатени 1060 деца, број кој е далеку од тој што може да го опфати градинката, а се уште бил голем бројот на барања од родителите за приеми на нови деца.
Опозицијата повторно ја нападна локалната власт предводена од ВМРО ДПМН дека неколку години, иако ветувале, не го решиле проблемот со немање доволен простор за згрижување на децата во детска градинка. Советот го усвои и годишниот план за вработување во градинката.